Критично болните пациенти во градската општа болница 8 септември оставени во рацете на недоволно стручни лица. За 13 пациенти кои дишат со помош на машина се грижат доктори интернисти, а не специјалисти анестезиолози кои се едуцирани за интензивно лекување и реанимација. Двајца анестезиолози во болницата доаѓале, но само за да дадат конзилијарно мислење, а не и да ги лекуваат најтешко болните. За ова се пожалија доктори кои работат во ковид центарот. Велат целиот товар е врз плеките на 40 на интернисти кои се исцрпени од повеќе месечната борба со коронавирусот. Во делот за изолација имаме 27 кревети, тоа се пациенти кои што со тешка клиничка форма. Од тие 27 пациенти, 13 пациенти се на респиратор. Кој на респиратор, кој на сипап маски. Порано за овие пациенти се грижеа исклучиво анестезиолозите, меѓутоа овој проблем е наметнат и од пред 2-3 месеци е наметнат да се грижат на интернистите. Се знае дека анестезија и реанимација е гранка која што се грижи за интензивно лекување на пациентите, водење на работа со машини, меѓутоа за жал, они доаѓаат на тоа одделение како конзилијарни доктори, за целокупниот товар грижа за тие пациенти припаѓаат на интернистите. Иако надлежните најавуваа од болницата 8 септември со вториот есенски бран вратите ќе ги отвори само за 50 на пациенти, колку што е капацитетот на интензивната нега. Таму во моментов се лекуваат 80 позитивни на вирусот. Дополнително, надлежните најавуваат отворање на уште еден четврти оддел, со што бројот на кревети ќе се зголеми на над 110. Бараат сите нивни колеги да се вклучат во лекувањето на ковид позитивните пациенти. Гледате на клинички центар дека во оваа борба се вклучени докторите од сите специјалности. Дури има и гинеколози имаме најава дека се вклучени. За разлика од кај нас, сите други се едноставно отфрлени или не се ангажирани во работата, освен интерното одделение. Анестезиолозите се ставаат да нормално да функционираат тој хируршки програм, тие се префрлени на друга страна, меѓутоа што е со другите специјалности. Болницата има и други доктори кои што едноставно треба да дојдат како колегијална помош и да се активираат во третман на овие болни. Во меѓувреме, расте бројот на здравствени работници кои се позитивни на COVID-19. Во 8 септември дури 14 се заразиле, а дел од медицинскиот персонал и натаму е на домашно лекување. Денеска, уште еден здравствен работник ја изгуби битката со коронавирусот. На инфективната клиника во Скопје починал 49 годишниот доктор Шукри Фазлии, интернист во Кумановската болница.